Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе биде вовед во линаризирање на Михаелис Ментеновата равенка. И да започнеме. Овде имаме 7 епрувети, каде што сите овие 7 епрувети имаат раствор со исти волумен и имаат ензими и субстрат. При тоа, концентрацијата на ензими во секоја од овие епрувети е иста, додека концентрацијата на субстрат е различна. Концентрацијата на субстрат е можеби мерена во микромоли, не ни е тоа од интерес и е презентирано дека со овие бројки. Значи 0,5, 0,75, 2, 4, 6, 8 и 10. И сега започнува ензимски катализираната реакција и оставаме да тече околу 1 минута, може подолго, може пократко, на температура од 37 степени Целзиусови при pH 7. Повторно овие параметри зависат од ензимот. И после поминатото време ја стопираме реакцијата додавајќи силна киселина, тоа може биде трихлорооцетна, хлороводородна, сулфурна и така натаму. Значи може која било силна киселина, повторно зависи од супстратот, зависи од ензимот. Силната киселина го денатурира ензимот и се прекинува реакцијата. Од кога тоа сме го направиле, мериме колку продукт се создало за дадена единица време, односно пресметуваме брзина. И ја пресметуваме иницијалната брзина за секој од епруветите. И сега имаме вредности за иницијалната брзина за секој од епруветите и при тоа ја имавме концентрацијата на субстрат за секој од епруветите. И овие вредности сега можеме да ги нанесеме во табела и би изгледало на следниот начин. Значи имаме табела каде што имаме концентрација на субстрат која соодветствува со соодветната брзина. Во ред. Сега овие вредности од табелата треба да ги нанесеме на график. Но пред тоа да го направиме, сакам да објаснам неколку работи. Кога нанесуваме вредности на график, првин треба дека направиме поделоци на x и на y оската, односно во овој случај x е концентрација на субстрат, y е иницијална брзина. Поделоците може да бидат вака мали, така, или пак може да бидат поголеми. Океј, значи може да имаат поголеми или помали поделоци. Тоа е од спрема ваш избор. Но кога правите поделок, тој секогаш треба да има иста вредност понатаму, односно да има константна вредност. Што мислам со тоа? Да речеме дека направиме еден поделок од нула, така, до тука, па уште еден поделок, па уште еден поделок, па уште еден поделок. Сега нормално ги правам со слободна рака, но сметете дека имаат иста должина сите. Кога ќе ги запишете вредностите на поделоците, не може да иде на следниот начин. Значи 0,5, 0,75, потоа идеме 2, 4. Значи не може да иде така. Зошто? Бидејќи првиот поделок ви вика дека од 0 до 0,5 е толку долг. Да речеме дека тоа е 1 см. Нема врска ако правите на милиметарска хартија. Понатаму наредниот поделок виде од 0,5 до 0,75. Така, значи ова беше 0,5. Ова сега е 0,25. Океј? И тој повторно ви е 1 см. И сега идеме од 0,75 до 2, што е 1,25 величина, и тој пак ви е 1 см. И после минеме од 2 до 4, што е 2, и тој повторно ви е 1 см. Во ред, значи не може така. Не можеш така да правиш, зашто ќе искочи грешно. Мора, кој ќе направиш одреден поделок со одредена величина, тој поделок да ја задржи истата величина постојано. Тоа значи дека овдека ако би ги запишал вредностите, би било 0,5, ова би било 1, така значи ова би било 1,5, ова би било 2 и така натаму и така натаму. Во ред, значи ако 1 см е еднаков на 0,5, во тој случај секој нареден сантиметар исто ќе биде 0,5. Во ред, а не само да си ставите поделоци и под поделоците да ги напишете вредностите од табелата. Океј, значи не така ќе биде грешно. Сега првиот поделок можете да го направите со колкава сакате величина, во смисол јас, ево дека нека си остане нулата, ја ова можам да ставам дека е 10, па овдека ќе ми биде 20. Али така ако направам, а мене најголемата вредност ми е 10, тоа значи дека целиот график, понатаму кој ќе нацртам, ќе заврши вака до тука вака некаде. Океј? Значи затоа се прави најголемата вредност да ти биде на крајот. Океј? Значи речеме дека тука некаде последната вредност ми е 10. Океј, тука ќе оставам 10. И од прилика сега ова ќе го поделам на 10 дела. Океј? И ќе направиш на 10 дела, каде што првото е да ќе речам дека ми е кец.
Тоа значи дека 0,5 ќе ми биде тука и 0,75 ќе ми биде тука. Вред. Значи се надам дека ова да се ви е јасно. Сега, истото важи и за y оската, односно за оската кај што ја бележиме иницијалната брзина. Но не мора да значи дека поделокот кој го направив на x оската треба да биде исти со тој на y оската. Значи x и y си се независни, али мора да бидат константни во однос на сопствената оска. Повторно, што мислам со тоа? Да речеме дека овдека направив еден поделок и дека овој поделок е еднаков на 1. Океј? Тоа не значи дека и на y оската треба да направам поделок кој е исто голем, да речеме дека ова е 1 см и дека исто е дека 1. Океј, значи не мора да иде 1 така и понаму да биде 2, па тука да биде 2. Значи не мора да иде така. Треба да си бидеш константен во однос само на една оска, а другата нели може да биде константна во однос на другата оска. Значи на првава, на x оската, може да го направам 1, да направам 2, да направам тука 3, така дека направам 4, 5, 6, 7, 8, 9 тука и немам место веќе за 10. Но, поентата е ја ги правам со слободна рака, така што има нели, разлики малце, но окей, тоа е главната идеја. Сега, ако ќе направам на y оската, јас можам да направам едниот поделок да ми е тука, па едниот поделок да ми е тука, па тука, па тука. Океј, значи не мора да биде со иста должина, ако реков дека ова овдека е 1 см, не мора и на y оската еден поделок да ми е 1 см. Може еден поделок да ми е 0,3 см. Само што обично не ставајте такви броеви, ставите 0,5 или нешто слично. Значи 0,5, може да биде 0,5 и така натаму. И вредностите по кои се покачува, например тука може да биде 0,001, па 0,002, па 0,003 и така натаму. Значи не мора да расте по 1, 2, 3. Можете како сакате да ги направите. Али морате повторно напоменувам да бидете постојани на оската на која сте задржани, на која правите. Океј. Сега, да видиме како би изгледал графикот ако си играме со кога ги правиме поделоците на соодветните оски. Да речеме дека на x оскава ставам 10-ката да ми е тука некаде. Океј. Тоа значи дека 5 ќе ми биде тука некаде и океј. И сега на y оската ќе ставам да ми биде, не знам, најголема ми е 0,23, значи ќе ставам 0,20, 0,2 нека ми биде тука, тоа значи дека 0,1 ќе ми биде тука некаде. Во ред? Во тој случај кривата би изгледала некако вака, значи сега не ја цртам точно, но од прилика. Океј, значи ќе изгледа некако така. Сега, ако овие овдека доле вредности би ги избришал, така, би ги избришал и би запишал, евака само да избришам, и би запишал дека, сега ќе речам дека тука е 10-ка, а тука е 5-ка, например, тука е 2,5. Океј, во тој случај, што ќе се случи со кривата? Кривата, ако ќе ја селектирам, едноставно ако ќе се издолжи и ќе изгледа на истиот начин. Резултатот кој ќе се добие ќе биде ист, независно. Така, например, кога беше вака, ако повлечев овдека од Vmax половина, пример, сега повторно со слободна рака, и повлечев тука црта, тоа ќе беше 2,5. Веќе нели претходно тука беше 5, беше 10. Така, значи ова ќе беше 2,5. Во ред. Сега, кога го ставив 10 кабина на крајот и го повлечам ова, океј, КМ повторно ќе биде 2,5. Значи речеме тука некаде влечиш вака, повлекуваш и пак ги скача 2,5. Значи повторно го добиваш истиот резултат. Во ред. Тоа е бидејќи бев константен со во однос на поделоците например на x оската. А што ако си играм например со поделоците од y оската? Да речеме, да избришам ова некој, да видам кај може да се избрише. Да речеме да го оставам тоа така, но овдека да ги сменам поделоците, така што ќе ги ставам, не знам, тука да ми биде 0,2, така што овде некаде полот тоа ќе биде 0,1. Во ред, во тој случај,
графикот би изгледал на следниот начин. Ај вака. Океј. Значи ќе биде вака понизок. Но повторно резултатот, овдека е Vmax, овдека е половина од Vmax, идеш, повлекуваш линија, пак искача 2,5. Вред. И тоа е главната идеја. Значи кога правите поделоци, треба да бидат константни, но само во однос на оската која ги правите. Не мора да бидат исти на x и на y оската, него само треба да си бидат константни за самата оска. Океј. Сега од тоа кога го разбравте, ќе ги избришам поделоците, не ни требаат. И сега ги нацртам соодветните поделоци и ќе го нацртам графикот нормално со слободна рака. Значи еве сум направил поделоци, само да објаснам некои работи, например некој ќе се збуни на V оскава, зошто се такви бројките, но тоа е всушност бидејќи запирката е поместена за 3 места. Значи наместо биде 0,23, запирката е поместена 2,3, 23, 230. Океј. Значи на тој начин за да бидат поубави бројките. Инаку понатаму повторно треба да ја вратите запирката со цел да добиете точни резултати, ако се бара нели Vmax или нешто слично. Едноставно затоа повторувам поместена запирката со цел нели да се добијат поубави резултати. Значи наместо 0,075 само 75. Вред. Значи тоа е главната идеја. Сега направим се поделоците, сега ќе повлечам линии со секој од секој од соодветните точки и ќе направиме крива. И еве сега повлеков крива, нормално со слободна рака, бидејќи ова треба да се прави со линија на милиметарска хартија, а да биде скроз точно, треба да се прави на компјутер, во Excel. Сега, од кога го имаме ова, ние треба да представиме колку е всушност V максимум. Но тоа е малце тешко. И затоа на некој си начин, кога имаме ваква хиперболична крива, ние тоа го правиме од прилика. И ќе видиме после зошто тоа не е добро и зошто всушност треба да се линеаризира. И ако би повлекле линија за V максимум, би рекле дека е нешто околу последната точка, што беше 0,23. И ако земевме уште една точка, можеби ќе беше повисоко. Затоа што повеќе точки земеш, ќе добиеш поточен резултат. И ќе речеме дека беше некаде околу тука. Океј. И ќе речеме дека е 0,23, односно како ја овдека што сум бележал, 230, али ќе запишем вистинска вредност, значи ова е Vmax и произлегува дека Vmax е еднакво на всушност 0,23, односно на 230. Океј, сега, кој го имаме Vmax, максималната брзина, во тој случај, половина од Vmax, така, половина од Vmax ќе биде, што е половина од 230, тоа е 115. Значи 115, ајде ќе земеме со зелена боја, линија, значи ова е 100, ова овдека е 120, значи овдека половина е 110, половина од половина е 115. Океј, значи тука некаде. Ја сече кривата и сега повлекуваме линија надоле. Вред. И ова повторно, така би се правило на милиметарска хартија, ќе се види точно, ама ми изгледа како 1/5 од делче, затоа ќе речеме дека ќе повлечеме страна линија. Дека KM е еднакво на 1,2. Чекај, не знам дали се гледа. Да спуштиме ова малце. Добро. Во ред. Сега, од овој график всушност произлегува Михаелис-Ментеновата равенка, која ја разгледавме, нели, V иницијално е еднакво на Vmax по S врз KM плюс S. И тоа е окей. Но, претходно нели спомнав дека ја направив на некој си начин од прилика кај Vmax. Значи, ја немав точна вредност за Vmax. Вред, значи, од прилика го земав од последната точка. Што последната точка беше 0,23, односно 230. Сега, тоа од прилика зимање може да биде голема грешка некогаш. Бидејќи, за да имаме скроз точна вредност, треба да направиме многу, нели, проби, за да бидеме сосема сигурни, но повторно ќе треба некако да повлечеме линија. Многу ќе беше подобро ако имавме линија која сечеше одредена точка и знаевме дека таа точка сигурно е Vmax. Затоа да го постигнеме оваа равенка, Михаелис-Ментеновата, мораме да ја линеаризираме. Ако ја линеаризираме, ќе успееме да добиеме крива каде што кривата ќе сече точно одредена точка која ќе ни го каже KM. Вред, ја нас ни треба KM, бидејќи ако не го знаеме Vmax со сигурност, тоа значи дека и KM
не е со сигурност. Океј, ја добив дека KM е 1,2, бидејќи направив претпоставка дека Vmax е 0,23. Но ако успееме да линеаризираме, ќе добиеме која е вистинската вредност за KM и која е вистинската вредност за Vmax, всушност. И тоа ќе биде многу битно. И затоа, оваа кој што напоменав, равенка треба да се линеаризира. Односно, од ваков вид на равенка треба да добиеме нешто што во општ израз би изгледало на следниот начин. Y е еднакво на A по X плюс B. Вред, треба да доведеме ваква форма, каде што Y, логично ќе биде вредноста на Y оската, X ќе биде вредноста на X оската, A ќе представува всушност нагибот на кривата, така значи нагиб на крива, што е всушност Y делено на X. Така ќе увидиме тоа, додека B, кај е бојата, да повлечам со бела боја, B ќе ни представува пресекот во Y оската. Океј, значи пресек во Y. Вред, значи треба да доведеме оваква форма. И постојат многу начини, математичка трансформација на оваа равенка се направи, со цел да се доведе во оваква линеаризирана форма, но главно во пракса и во научни трудови се користат три. Тие се Lineweaver-Burke методот, каде што ќе се добие следнава равенка, и очигледно е дека ова е всушност нели Y, така, ова е A, ова е X, океј, а ова ќе биде B. Така, значи A по X плюс B. Вред, значи очигледно е дека тоа се добива, во сите тоа се добива. Првиот е значи Lineweaver-Burke, вториот е Wolf-Hannes и третиот е Eddy-Hofstee. И овдека ги имате значи равенките кои ќе ги добиеме. Но во наредните неколку видеа, всушност ќе видиме како иде процесот на изведување на овие равенки и како со дадени вредности за S и V, кои ги видовме претходно, повторно ќе ги користиме истите вредности, ќе успееме да ги нанесеме со новата равенка на график и што ќе се добие. Кои точки во графикот, каде што ќе сече кривата, ќе ни бидат кои вредности. Вред, значи тоа ќе разгледаме во наредните видеа, но ова беше некој вовед да увидите што всушност ќе правиме, така дека ќе линеаризираме до оваа функција и дека тоа го правиме со цел да добиеме поточна вредност за Vmax и KM, со цел да не правиме предпоставки. И тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе почнеме со Lineweaver-Burke. Довидување.